Еј ти, пази, ти лази пајак на раката. Априлили! Здраво, мои првачиња! Дали ме познавте? Јас сум вашата наставничка. Денеска имаме првоаприлски шегувања. Значи, на највеселиот и на најзабавниот ден во годината, денеска преку шега, шегување, другарување и смеење, ќе научиме и по нешто ново. Дали сте подготвени за часот? Стартуваме! Овој час, бидејќи е првоаприлски, јас ќе ви го започнам со една многу интересна и смешна песна, која што се вика Шумска свадба. А автор на оваа песна, замислете, е едно девојче од пето одделение, која што се вика Матеја Борски. И таа е моја ќерка. Малку и помагав, но таа сама ја напиша. А сега ќе ми кажете дали ќе ви се допадне. Шумска свадба. Во шумата свадба голема, сите животни се на колена. Верверичката невеста била, убава косамовила. Ајде замислете си ја верверичката. Невеста. Младоженецот бел зајко, сака да бега, леле мајко. Се уплашил кутриот тој, сите му велат, нема бегање, тука стој. Ајде замислете си ги верверичката невеста и младожењата зајко како младоженци. Некој може би ги замисли вака, а некој вака. Убави се? Прекрасни. Одиме понатаму да видиме кој каква улога има во шумата. Лисицата кума била, убав костим си сошила. На главата шешир носи, игра со нозе боси. А лисицата? А може би некој вака си ја замисли. Баба Меца оро води, а на волкот гозбата му годи. Свадба е тоа весела, целата шума се тресела. Еве, а баба Меца како оро води, а штом баба Меца оро води, мора да се тресе шумата. Дали ви се допадна песната? Ова не се вика само песна, туку се вика и стихотворба. А што мислите? Зошто се вика стихотворба? Па затоа што оваа творба е составена од стихови. Ние веќе учевме еднаш што се стихови, ама сега ќе си повториме. Значи, секој ред од песната е еден стих. А што сочинуваа повеќе стихови? Повеќето стихови правеа строфа, така е. А колку строфи има оваа песна или оваа стихотворба? Ајде да ги изброиме. 1, 2, 3, 4. 4 строфи. Ајде да видиме сега во секоја строфа има по колку стихови? Има по 4 стихови. Уште еднаш ќе ја прочитам. Шумска свадба. Во шумата свадба голема, сите животни се на колена. Верверичката невеста била, убава косамовила. Младоженецот бел зајко, сака да бега, леле мајко. Се уплашил кутриот тој, сите му велат, нема бегање, тука стој. Лисицата кума била, убав костим си сошила. На главата шешир носи, игра со нозе боси. Баба Меца оро води, а на волкот гозбата му годи. Свадба е тоа весела, целата шума се тресела. Значи, какви чувства будат кај тебе овие стихови? Знам, овие стихови будат весели и интересни чувства. Значи, оваа песна е хумористична песна. Овие стихови се
хумористични стихови и ни будат пријатни и интересни чувства. А што мислите, зошто баш денес учиме смешна, хумористична песна? Па секако, затоа што е 1 април. А 1 април е ден на шегата, затоа денеска ке се шегуваме. А бидејќи учиме за песна и бидејќи е 1 април, јас ќе ви прочитам сега уште една. А таа песна се вика 1 април. А може да речеме и дека стихотворбата се вика 1 април. Така ќе биде дури и поточно. 1 април. 1 април дојде деца, ке ве јаде баба Меца. Голема е тоа шега, за април е време сега. Во училиште задачи веќе нема, ке имало друга шема. Книгите сладолед биле, од пролетното сонце се растопиле. Наставничката совети дели, на онлайн часови по денови цели, а децата мирни дома си седат и само чести петки редат. Домашното е минато веќе, по цел ден ке се бере цвеќе. На училиште нема да се оди, ке се следат нови моди. Секој ден да е вака, никој ке нема мака, но за жал, ова е само шега, од обврските не може да се бега. Така е, ова е една интересна, смешна првоаприлска песна, која што јас, вашата наставничка, ја составив за вас. Ајде да поразговараме и за оваа стихотворба. Колку строфи има оваа стихотворба? 5, така е. А од колку стихови е сочината секоја строфа? Секоја од овие строфи има по 4 редови или по 4 стихови. А сега да се обидеме да ја откриеме и римата во овие стихови. А дали се сеќаваме што беше тоа рима? Учевме? Рима е совпаѓање на зборовите или како најлесно да го разберете, кога зборовите си личат. Има рима. Ајде сега ќе откриеме. 1 април дојде деца, ке ве јаде баба Меца. Голема е тоа шега, за април е време сега. Каде е римата, деца? Ке ви каже баба Меца или нема да ви каже? 1 април дојде деца и на ова рима е Меца. Голема е тоа шега, за април е време сега. Шега, сега. Втората строфа. Во училиште задачи веќе нема, ке имало друга шема. Книгите сладолед биле, од пролетното сонце се растопиле. Во училиште задачи веќе нема, ке имало друга. Така е, шема. Книгите сладолед биле, од пролетното сонце се растопиле. Навистина? Ке се растопат од сонцето книгите? Ма тие не се направени од сладолед, секако дека нема да се растопат. Одиме на третата строфа. Наставничката совети дели, на онлайн часови по денови цели, а децата мирни дома си седат и само чисти петки редат. Каде е римата? Наставничката совети дели, на онлайн часови по денови цели. Дели, цели. А децата мирни дома си седат и само чисти петки редат. Седат, редат. Браво за вас! Одиме понатаму. Четвртата строфа. Домашното е минато веќе. По цел ден ке се бере цвеќе.
На училиште нема да се оди, ке се следат нови моди. Домашното е минато веќе, по цел ден ке се бере цвеќе, веќе, цвеќе. На училиште нема да се оди, ке се следат нови. Така е, оди, моди. И последната, петтата строфа. Секој ден да е вака, никој ке нема мака, но за жал, ова е само шега, од обврските не може да се бега. Каде е римата? Секој ден да е вака, никој ке нема мака, точно, но за жал, ова е само шега. Од обврските не може да се бега. Вака, мака, шега, бега. И сега знам дека веќе ви е јасно како да ја откривате римата. Таа обично се наоѓа на краевите од стиховите. Еве, овде, дели, цели, седат, редат, веќе, цвеќе, оди, моди, вака, мака, шега, бега. Забележавте како си личат овие зборови? Така е. За денот на шегата, децата смислуваат некакви лаги, шегувања, за да ги излажат своите другарчиња, браќа или сестри, родители, наставници. А доколку им успее шегата, како велиме? Априлилили! Најчести детски шегувања кои се? Хе-хеј, јас кога бев малечка, му викав на мојот брат: еј, си се накапал од сокот. А тој ми вели: леле, си заборавила да се исчешлаш. Сум заборавила? Или пак, имаш оса на носот? А тој ки ми рече: оди надвор, од небото падаат сладки. И јас ке се потрчам стварно. И кога ке видам дека нема сладки, тој ми вели: априлили! Хе-хе, така е. А сега смисли по некоја шега за секој член од твоето семејство. А можеш да смислиш и смешни имиња. Како, например, за некој што често се лути, може да го крстиш Лутко Муртенковски. Некој што е весел, може да го крстиме да биде на 1 април, Веселко Смешковски. Или некој што многу сака да чита, Читко Читковски. А некој што е многу уреден и што нонстоп мие раце и што нонстоп средува, Честко Уреденковски. И многу други што можеш сам да ги смислиш. И да не заборавиме, обично за денот на шегата се организираат маскембали. Еве неколку слики од различни маскембали. Уживај додека ги гледаш. А јас, бидејќи секоја година на 1 април се маскирав со моите ученици, не сакав ова шанса да ја пропуштам и оваа година. Па затоа, тоа го направив само за вас, да ви бидам смешна денеска. Се надевам дека успеав во тоа. Ти посакувам весел и шеговит првоаприлски ден. Априлили!